Добра вечер во Дневникот на КТВ, 8 април 2025. Територијалната противпожарна единица Кавадарци во соработка со општина Кавадарци и јавното предпријатие Комуналец изврши обновување, но и правење на нови противпожарни пресеки на дел од висорамнината Витачево, поточно од село Куманичево кон Тиквешко езеро наспроти Полошки манастир. Како што информираат од противпожарната единица, целта на оваа активност е превентивна. Противпожарните препреки се користат како одбрамбена позиција за гасначите на пожар. Тие се користат како индиректен метод за гаснење на пожарот кои се базираат со отстранување на горливата материја од теренот со што се добива на време, но и за користење на истите за побрзо пристигнување на местото со противпожарни возила. Детската градинка Рада Поцева Кавадарци одбележа 62 години постоење. Најмладите, како врвни професионалци, ги одработија задачите добиени од нивните воспитувачки и негователки. Јавната општинска установа Детска градинка Рада Поцева Дафина денеска одбележа 62 години од своето постоење. Свежо цвеќе на бистата на патронот во Паркот на Револуцијата положија делегација на градинката предводена од директорката Цанка Добринова. Неколку групи на дечиња од градинките, представници од Советот на општина Кавадарци, делегација од кабинетот на градоначалникот Митко Јанчев, како и поддржувачите на делата на борците. Во објектот Гроздоберче, своје обраќање до присутните имаше директорката на градинката Цанка Добринова. За да успеете во работата, бидете смели, поинакви, први. Успехот не доаѓа кога ќе посакате. Тој доаѓа кога постојат дефинирани планови, силна желба и постојана упорност и активност. Предучилишното воспитание и образование е составен дел, подсистем во рамките на глобално воспитно образовниот систем во нашата држава. Првата предучилишна установа во нашиот град е формирана 1963 година и од првиот ден на своето постоење има значајно место во развојот на културата, просветата, воспитанието на децата од најрана предучилишна возраст. Воспитно-образовната дејност во раното детство игра клучна улога во развојот на децата и има значајно социоекономски ефекти врз целото општество. Развојот на интелектуалната љубопитност, истрајност, социјални вештини и емотивна стабилност се многу важни за успехот на децата во понатамошниот живот. По природа, нашата установа е установа која тежи кон прогресивни промени, место каде децата се дружат и учат во склад со времето во кое живеат. Градинката Рада Поцева се залага секое дете да има пристап до квалитетно предучилишно образование и воспитание. Наш приоритет е обезбедување стимулативна средина за учење согласно потребите на децата. Зголемувањето на опфатот на сите деца во предучилишното воспитание е мост кон подигање на квалитетот на воспитно-образовниот систем. За да процесот на воспитно-образовната работа со децата од предучилишна возраст има непречен тек и да даде очекувани резултати, треба максимално да се искористат сите расположиви ресурси со кои располага установата, а кои се на квалитетно добро ниво и континуирано се надополнуваат со дидактички материјал во центрите за игровни активности, предучилишна стручна литература, справи, играчки, реквизити, а во градинката од минатата година имаме и сензорна соба која е од големо значење за децата со забавен развој. Системот на комуникација меѓу објектите е подобрен со поврзување по пат на интернет мрежа. Сите објекти се градени по нормативи предвидени за градба на предучилишните објекти и внатрешно уредување одговара на педагошките барања. Како еден основен приоритет би го спомнала и усовршувањето на правилна нега, превентивна здравствена заштита и воспитно-образовната работа со деца, а тоа се постигнува со континуираното следење на правилниот раст и развој на децата, квалитетната соработка со родителите, стручното усовршување на вработените и подобрувањето на меѓучовечките односи во колективот преку тимската и колективна работа. За да се постигне се ова,
ние заедно со Министерството, градоначалникот на општина Кавадарци господин Митко Јанчев, локалната самоуправа и советниците работиме на зголемување на постоечкиот капацитет, а со тоа и зголемување на опфатеноста за згрижување на што го поголем број на дечина и со гордост можам да кажам дека немаме листа на чекање, а во најбрзо време ќе имаме и градинка во село Сопот. Ние како установа и понатаму ќе продолжиме да работиме на подигање на свеста за важноста на воспитанието во раното детство и помагање во делот на целосно остварување на правото на секое дете на квалитетно рано учење и развој. Следуваше културно-уметничка програма која подготвија најмладите заедно со своите воспитувачки и негователки, а на крај беа доделени награди по распишаниот ликовен конкурс на тема Мојата градинка, мојот шарен свет, на кој учествуваат дечињата од највозрасните групи. Денес го одбележуваме Меѓународниот ден на ромите, ден посветен на признанието, унапредувањето и вреднувањето на ромската култура, традиција и придонес во општеството. Искрени честитки на сите припадници на ромската заедница испрати градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев. Нека овој ден биде потсетник за важноста на еднаквоста, почитувањето на различностите и градењето на заедничко праведно општество за сите. Ке продолжиме со посветеност да работиме за унапредување на квалитетот на живот на сите граѓани, обезбедувајќи еднакви можности за сите заедници во Кавадарци. Среќен 8 април, Меѓународен ден на ромите, стои во честитката од Јанчев. Премиерот Христијан Мицковски бара судскиот совет да го разгледа работењето на судијата Елведин Ферати, кој вчера му досуди казна од 2 години затвор на возачот Менсур Пајазити, кој ја прегази и усмрти 22-годишната Теодора Ристевска на пешачки премин во Тетово. Судот во Тетово му досуди 2 години затвор на сторителот кој смртно ја прегази 22-годишната Теодора Ристевска. Јавно да прашам, има ли некој во државава кој смета дека тука имаме задоволена правда? Јас не само што не сметам дека правдата е задоволена, но и како председател на владата, како човек и родител на 2 деца, сум силно разочаран. Ова не е правда. И тука имаме потврлање на системот по сите основи. Знам дека некој ќе ми се налути. Ќе излезат и такви полноглавци кои што ќе ме критикуваат после ова што ќе окажам. Но јавно барам од судскиот совет да се преразгледа работењето на овој судија и уште еднашка да се анализира оваа пресуда. Ова не е партиска борба. Ова е битка за вистината, за одговорноста, за правдата. Затоа што ова е борба меѓу луѓе и нелуѓе. И луѓето мора да победат. Само така можеме заедно да победиме. Ако овој систем не се ресетира сега, ако не се превземат мерки сега, тогаш забадијала ни е се. Наместо неселективна правда за кочани, МВР гони млади за Facebook статуси, рече на денешната пресконференција портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска. Изминува четвртата недела од страшната несреќа во Кочани, во која згасна 61 живот, а 200 луѓе беа повредени. Истрагата за најголемата несреќа во поновата македонска историја се уште не дава одговори на клучните прашања. Кој е одговорен за пожарот во Пулс и за сериозните пропусти на безбедносните институции? Се уште нема проширување на истрагата за безбедносните пропусти направени на кобната ноќ, ниту пак на оние што и претходеле. Ниту еден функционер од Министерството за внатрешни работи, ОВР Кочани, СВР Штип или Бирото за јавна безбедност не е повикан на распит, ниту опфатен со постапката. Наместо тоа, Министерството за внатрешни работи поднесува кривични пријави против граѓани за објави на Facebook, кои јавно бараат правда и неселективна истрага. Дури и на младите, кои протестираа во Кочани и го изразуваа својот револт за загубените животи на нивните другари и другарки, МВР им поднела кривични пријави.
Не се повикуваат оние кои биле на функции, нема кривични пријави, ама затоа се гонат младите кои пишуваат на Фејсбук и кои бараат одговорност и бараат неселективна правда. Дали МВР смета дека на овој начин некој треба да биде замолчен? Слободата на говор не е закана за истрагата. Младите не се непријатели. Тие се совеста на ова општество. СДСМ бара од Министерството за внатрешни работи веднаш да престане со притисоци и гонење на граѓани поради ставови и јавно изразено мислење. Ги повикуваме и Хелсиншкиот комитет и другите организации за човекови права да реагираат. Јавноста со право бара одговори за трагедијата и го поставува прашањето зошто истрагата е селективна и не ги опфаќа сите инволвирани лица и актуелни функционери. Граѓаните, семејствата на загинатите и целата јавност заслужуваат вистина и правда, а не молк и страв. Премиерот Мицковски денеска имаше обраќање на конститутивната седница на меѓуресорското тело за координација на активностите против корупцијата. Корупцијата е најголема пречка за развојот и иднината на еден народ и затоа мојот став е остра и безкомпромисна борба, порача Мицковски. Со денешната седница го конституираме меѓуресорското тело за координација на активностите против корупцијата. Ова тело представува чекор напред во обидот конечно да воспоставиме функционален и синхронизиран систем кој ќе застане на патот на корупцијата. Но дозволете ми веднаш да бидам јасен. Ова тело нема да биде само уште една административна конструкција. Ние сме овде за да создадеме нова форма која што ќе има суштина, а нема да биде форма која што ќе биде без содржина. Сакаме да изградиме механизам што ќе делува брзо, ефикасно и безкомпромисно. За жал, изминатите години гледавме како корупцијата тивко, но упорно ја разјадува довербата и кај граѓаните, но и во институциите. Судски постапки што траат со години, обвиненија што никогаш не завршуваат со пресуда, истраги што се отвараат само кога ќе станат медиумска сензација. Сето тоа создаде чувство кај граѓаните дека правдата е селективна, а корупцијата прифатена. И токму тоа е најголемата штета. Не само изгубените пари, туку изгубената верба. Корупцијата убива надеж, ги тера младите да си заминат, ги обесхрабрува честните, го подрива општеството. Сакам да подлечам дека корупцијата е најголема пречка за растот, развојот и иднината на една држава. Не смееме да делуваме отсутно и да не зборуваме за случаевите кои силно удираат по правдата. Јавното обвинителство да истражи како Апасиев и Левица купиле дуќан од 1 милион евра за само 300.000, повика на денешната пресконференција од ВМРО ДПМН. Јавното обвинителство да истражи како Апасиев и Левица купиле дуќан од 1 милион евра за само 300.000. Димитар Апасиев, кој беше наводен жесток поборник против банките и извршителите, на крај со нивна помош купи имот по 3 пати пониска цена од пазарната. Левица и Апасиев, по стапките на братот на Груби, се стекнаа со имот во центарот на Скопје по цена 3 пати пониска од пазарната. Дали Левица и Апасиев имаат договор под маса? Дали извршителот и банката анимирале доволен број потенцијални купувачи за дуќаните кои сега ги купил Апасиев? Зошто не биле анимирани граѓани кои земаат кредити и купуваат дуќани по далеку поскапи цени? Дали била избегната поширока анимација на заинтересираните страни за Апасиев да го земе дуќанот за џабе? Левица и Апасиев се целосно демаскирани. Толку од аскетизмот и фолирањето. Сите гледаат како без грам двоумење Апасиев влезе во договор со банки и извршители да купи имот по 3 пати пониски цени. Апасиев не се колебаше да го направи тоа што илјадници македонци, кои не се председатели на Левица, не можат да го направат.
Прочитани сте. Според податоците на Државниот завод за статистика во март годинава, трошоците за живот во земјава биле за 2,7% повисоки во споредба со истиот месец лани. Во истиот период, цените на мало бележат пораст од 2,2%. Месечниот извештај покажува дека инфлацијата мерена преку индексот на трошоци за живот во март годинава во однос на февруари бележи намалување од 1,3%. Овој пат е резултат на пониски трошоци за неколку клучни категории: храна и безалкохолни пијалоци намалување од 3%, транспорт 1,8%, мебел и одржување на домакинство 0,6%. Продолжуваме со спортот. Во уредно 19-то коло во третата македонска фудбалска лига група Југ, Венец во дербито го пречекува Превалец, Дреново е домакин на Бучина, Росоман гостува кај лидерот Големо Коњари. Според последните информации кои доаѓаат од македонската куќа на фудбалот, третолигашите од групата Југ утре среда ќе го одиграат вонредното 19-то коло. Во дербито на колото, Венец во Долни Дисан го пречекува тимот на Превалец. Екипата на Росоман ја чека тешко гостување кај лидерот Големо Коњари. Дреново ќе му биде домакин на Бучин, а Питу Гули во Крушево ќе го одигра локалното дерби со екипата на Младост од Кривогаштани. Уште едно локално дерби во Прилеп ќе одиграат екипите на Влазними и Ултрас. Слободни во ова коло се екипите на Башкими и Слога од Лажани. Лидер во оваа конкуренција е Големо Коњари со 38 бодови, 3 повеќе од вториот Превалец. Башкими е трет со 32, а Младост е на четвртото место со 28. Венец е петти со 28 бодови, а Росома шести со 26. Дреново е на 12-тото место со само 8 освоени бода. Утре се игра првиот кошаркарски бараж кај девојките. Екипата на Пробаскет ќе ја пречека Струга, а победникот ќе обезбеди место во елитата за следната сезона. По одигрувањето на сите 14 кола од регуларниот дел на сезоната во првата македонска женска кошаркарска лига, има само уште една непознаница кога станува збор за екипите кои ќе земат учество во разигрувањето за шампионската титула. Екипата на актуелниот шампион Баскет Кам ќе има стартната позиција број 1 и во четвртфиналето ќе игра со Новелијата во елитата, екипата на Спорт Тим од Неготино, која како првопласирана во групата Б обезбеди директен пласман во елитата за следната сезона, а со тоа и местото број 8 во разигрувањето. Баскет Кам има изброј бодови како и тимот на Крива Паланка, меѓутоа екипата од Каменица е подобра во меѓусебниот скор, па така паланчанки ќе стартуваат од позицијата број 2. Екипата на Бадел има изброј бодови како и Вардар, но заради подобриот меѓусебен скор, Бадел ќе стартува од позицијата број 3 и ќе игра со шестиот Патриот, а Вардар од позицијата број 4 ќе игра со петопласираниот тим на МЗТ. Не се знае само кој ќе добие позицијата број 7 и ќе игра со Крива Паланка. За таа позиција ќе се игра бараж помеѓу екипите на Пробаскет од Кавадарци, која заврши на 7-то место, и Струга, која беше второпласирана во Лигата Б. Ќе се игра две средби во баражот, а првата ќе се одигра веќе утре, среда, во спортската сала Јаспин во Кавадарци, со почеток од 15 часот и 30 минути. Победникот од овој двомеч ќе обезбеди место во елитата и следната сезона и во разигрувањето ќе се сретне со екипата на Крива Паланка. Времето утре ќе биде ведро и студено, преку ден сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен, долж поврдарието повремено засилен ветер од северен правец, температурата од -4 до 11 степени.
Го гледавте Дневникот на КТВ, благодарам за вниманието, ви посакувам секое добро.